Трговијата со луѓе цвета, источниот регион е важен дел од пазарот, покажува полициската статистика. Последен пат, обид за заведување и одземање на дете е регистриран во Кочани. Имаше малолетно дете не евидентирано без извод, незаведено родено дома и ни кажа дека застанал некој со джип и подал зелени банкноти да го купи детето. Значи, ете, тоа сепак се случува и во наши простори, во наши услови, за жал. Алармантни се и податоците за криумчарење мигранти. Само во Штип од почетокот на годината полицијата регистрирала 16 случаи на криумчарење на мигранти. Лани овој број бил 82 и тоа 43 во Штип и 39 во Свети Николе. Патеката на надежта се протега од Делчево на бугарско-македонската граница, преку Штип, Свети Николе, Велес, па се до косовската граница. Овој пат досега го минале многумина од Блискиот Исток и Африка, во обид преку Македонија да стигнат до Европа. Со иста надеж биле и близу 2000 македонски државјани кои побарале азил во Европската Унија. Најголем нивниот број е во Штип 801 и Кочани 564. Токму и поради ова, денес во Кочани се разговараше на тема како да се спречи трговијата со луѓе и злоупотребите, но и за формирање на Центар за развој на социјални услуги. Националните политики што Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Македонија ги превзема во развојот на социјалната заштита, во мерките за намалување на сиромаштијата и поголема социјална вклученост на ранливите групи се имплементира токму во вашата општина. Колку ова ќе помогне ќе покаже времето, но од некаде мора да се почне.